Ова училиште од еден стар разрушен објект стана, или здравје очекуваме за некој месец да стане првиот регионален центар за рехабилитација или ресоциализација на децата кои победиле рак. Во период кога се лекував јас, не постоја вакви центри, воедно и не постоја и волонтери како што сме ние кои што доаѓаа на детската клиника. Времето навистина споро поминуваше тој период. Јас пропуштив една цела учебна година. Во моментот кога дознав дека треба да се лекувам, пробав да се вратам на настава, но едноставно мојата здравствена состојба тоа не го дозволуваше. Во тој период изгубив и контакт со моите пријатели и соученици и стекнав нови пријатели во болница. Јас имав огромен пропуст во образованието, односно покрај се веќе мојата ранлива ментална состојба се да појавија и нови обврски, нови стресни ситуации, бидејќи јас голем дел од материјалот го немав совладано. Во тој период недостасуваше програма или ваков центар која што мене би ми помогнала да јас повторно го повратам или го добијам тоа знање кое што го пропуштив. Свативме дека после лекувањето децата се препуштени сами на себе. Поточно родителите талкаат и не знаат што да прават. Детето е излекувано и што потоа. Постои еден голем програм кој го работат во земјите во Европската унија, кој се вика follow-up, или тоа е следење на децата кога ќе завршат со терапијата. Свативме низ разговори дека е многу неопходно да се отвори објект во кој тие деца ќе може да добијат помош или поддршка за сите нивни предизвици. Тоа значи дека психолошките травми кои ги доживеале на клиника, стравот од комуникација со останатите деца, па дури и тој јас кој е направен во образованието. Сметавме дека еден ваков центар ќе биде една нова шанса за нивниот живот и со задоволство ние се приклучуваме и ќе помогнеме во тој дел. Сите сакаме да веруваме дека борбата завршува во моментот кога завршува лекувањето, но за жал реалноста е многу подруга. Во моментот кога заврши мојот третман е моментот кога контролата ми беше вратена во мојот живот и беше моментот кога јас требаше да почнам повторно да го пронаоѓам своето ново нормално, но да се пронаоѓам себе си, која сум јас после сето тоа искуство, бидејќи веќе пробав да бидам истата, но не бев нормално. Се што се случуваше во тој период влијаеше на мене. Овој центар, каде што сите се исти, сите поминале низ слично искуство, ќе им докаже дека навистина тие деца не се сами и дека некои работи, некои проблеми или стравови кои што ги имаат, некој како јас кој што ќе биде активно вклучен во ова, го поминал тоа и знае како да им помогне на тие деца. Тие стравови се реални, но може да се надминат. Многу е полесно кога имаш некој кој што го изодел тој пат или па некој кој што во моментот го оди да ти помогне и на тебе. Имаме кампови во кои децата кои се излекувале од рак ќе имаат можност со своите другарчиња од одделението да престојуваат еден период и да ги надминат бариерите. Тоест, оние незнаења што значи канцерот, како се лекува, како треба детето да го дочекаат во нивното одделение, како детето кој се излекувало полесно ќе се врати во средината од која искочил. Претежно средината знае да биде малце сурова и дискриминирачка кон детето кое е било излекувано. Многу често се зборува во тие мали средини дека тоа е наследно, дека тие деца потешко стваруваат врски понатаму и потешко влегуваат во брак и создаваат своји семејства, токму поради тие предрасуди.
Не знам точно кога последното дете или кога последното основче го напуштило овој објект, но знам со сигурност дека сега имаме чест некои нови деца да дојдат и некој нов џагор да се слушне. Кога започнав да волонтирам, тоа беа истите болнички соби, истите услови, ништо се немаше променето. Навистина сметам дека тоа што јас одлучив да волонтирам ми го промени животот. Верувам дека голем дел не сакаат повеќе да се соочуваат со тоа, но сметам дека клучниот момент за прифаќање на целосното искуство беше всушност соочување со тие стравови. Морам да напоменам дека во последните 2 години се реконструираше одделението. Тоа е една добра работа и чекор напред во тоа што беше пред неколку години. Со голема љубопитност споменуваат покрај оградата и ќе знаат да довикнат браво, така треба, се радуваме, кога ќе дојдат првите деца. Тоа ни дава уште поголем мотив овој центар да работи така како што сме наумиле. Значи, единствено да носи бенефит за децата кои биле болни од канцер. И има една убава символика. Овој објект бил напуштен и почнал некако да умира, го фатила една сериозна болест на времето, на завод на времето, но израсна во нов, во прекрасен објект. Има тука една убава символика. Децата кои се лекувале, ќе имаат можност да му дадат нов живот на овој објект. Значи, се родиле по 2 пати. И ова училиште и децата.